Со првиот материјал за вечерва одиме во Свети Николе, а таму десеттина семејства имаат проблеми со легализација на своите куќи. Семејството на Унови со опфатот на деталниот урбанистички план ги дели само неколку чекори. Проблеми имаат бидејќи не можат да се извадат лични документи. Бетонски столб го дели Светиниколското семејство на Унови од улица и број. Нивната семејна куќа не влегува во деталниот урбанистички план, со што Благица и нејзиниот син не можат да ја легализираат. 43 годишната Светиниколчанка вели дека поради стопираниот процес на легализација не можат да имаат лични карти и пасоши. Нас не ни дават ни адреса, ни број. Детето моје нема ни лична карта, нема ни пасош, нема здравство, у биро не може да се пријаве, ништо нема. Тоа е голем проблем. Голем проблем. Утре да се разболе, кој ќе го ржаве? Ја сама мајка на една плата, кај ја ќе го носи по болниците и по амбулантите. Но Унова вели дека имаат лични документи на адресите на нивните блиски или пријатели. Но Благица забележува дека од лани нејзиниот син не може да извади лична карта, бидејќи куќата на која бил пријавен дека живее продадена. Сега нема можност да оди за Црнагора, каде заработува како градежен работник. На други адрес се води. Па и детето моје се водиш под некој другарче на таа адрес. Ама сега тоа другар што продаде у куќата, сега си има друг собственик и кој му дава адрес? Никој не му дава адреса за да се пише он да извади документи. Проблем со легализацијата на локацијата Џумајлиски пат немаат само семејството на Унови. Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев забележува дека овој проблем со добивање на улица и број на куќата го имаат десетина светиниколски семејства. Ветува дека проблемот ќе им биде решен до пролет, кога ќе се донесе и новиот генерален урбанистички план на Свети Николе, во кој ќе бидат офатени и овие куќи. На стадионот во Бело Бредо утре фудбалски надпревар помеѓу Кит Го од Пехчево и Вардар од Неготина. А во Пробишти, поделението за локален економски развој годинава планира да реализира проекти кои опфаќаат инфраструктура, заштита на животната средина и поддршка на невладините организации. Во општина Пробишти, програмата за локален економски развој оваа година планот е да се реализира преку реализација на активности низ подпрограми кои офаќаат животна средина, развој на општината и секако поддршка на граѓанскиот сектор. 2017 година ние ја изработивме програмата за ово одделение за локален економски развој. Оваа програма ја сочинуваат 3 подпрограми. Подпрограма за поддршка на локалните граѓански здруженија и подпрограма за заштита на животна средина и нормално програмата за локален економски развој. За секој од подпрограмите се реализирани проектни средства. Локално економскиот развој во Пробишти планира и проекти преку ИПА програмата, но исто така ќе се одделат средства и преку сопствениот буџет. Купно предвидени средства за програмата за локален економски развој се предвидени, значи 9 милиони 820 хиљади денари се средства кои што не доаѓаат од нашиот буџет, тоа се оние донации, затоа што тука веќе тие средства и се добиени за ИПА проектот. Имаме предвидено 1.680.000 денари за проекти кои што се од наш буџет. Во делот на животната средина имаме предвидено 750.000 денари средства од нашиот буџет и 400 околу 500.000 денари средства со кои што треба да се, кои што очекуваме да ги добиеме како донација, и имаме предвидено 70.000 денари поддршка за невладени организации. Може би оваа сума и не е многу голема за невладените организации, меѓутоа ние сакаме да излеземе во пресрет на сите. И оваа година, во зависност од тоа каква ќе биде програмата, колку активности ќе имаат предвидено, толку и средства истите ќе добијат. Затоа што и не само, значи невладените здруженија добиваат и по друга програма финансиски средства. Во зависност од тоа колку проектни активности ќе се реализираат за локален економски развој во општина Пробишти, толку и проекти ќе се подготвуваат секако, средства ќе се пребираат како од буџетот, така и преку други донации.
Штипското комунално предпријатие ИСАР набави нова машина за отпушување на канализацијската мрежа, која ќе се користи за домакинствата, за што граѓаните за оваа услуга ќе наплаќаат поволна цена. Штипското комунално предпријатие ИСАР набави нова машина за отпушување на канализационата мрежа. Директорот на ИСАР Ангел Бојаджиев вели дека новата машина ќе се користи во реоните каде што е тешко да влезе камионот Каналџет, со што на вработените ќе им се олесни работата на терен. Целиот град беше оставен само на Каналџетот, машината која што имавме. Сега Каналџетот не мора да оди во сите предели, ова е еднакво на 50% од неговата снага. Секаде каде што ќе имаме запушена канализација не е приступен, не може да се дојде со Каналџетот, или каде има да има запушување во домовите, исто и така ќе ги вршиме тие услуги од сега. Може да граѓаните слободно да се обратат во нашето јавно предпријатие. Новата машина за отпушување на канализационата мрежа чини 6.000 евра, а Штипското комунално предпријатие во текот на наредниот период ќе набави и нов камион Каналџет. Раководителот на работната единица Водовод и канализација вели дека од 15 до 20 граѓани дневно бараат екипите да интервенираат на канализацијските мрежи. Работна единица Водовод и канализација со оваа нова машина за отпушување и чистење на канализационни цевки со профилот FIT 200 до FIT 600 ќе може на граѓаните побрзо и поефикасно да излезе во сусрет и при секој јавување да излеземе и на оние места каде што претходно не сме можеле со постечката машина за отпушување на канализации. Со набавката на новите машини, Штипски ИСАР ќе комплетира инвестицијата во нови машини кои олеснуваат работата на екипите во работната единица Водовод и канализација. Штипските пензионери и членовите на Сдруженијето Порака денес имаа заедничка средба. Си разменија подароци, а истовремено изработија и уникатни и несекојдневни украси со кои уште еднаш ја покажаа својата креативност. Членовите на Сдруженијето Порака и штипските пензионери денес на заедничка средба. Заедно изработуваа предмети и сувенири со кои уште еднаш ја докажаа својата креативност. Штипските пензионери сметаат дека на овие лица им е потребно поголемо внимание. На денешната средба се разменија и подароци. Денес поводот е за стара нова година, бидејќи времето не дозволуваше да ги посетиме, и денес тоа го правиме со едно мало закаснување. Ние кога бевме за нова година, сите дечиња ги сликавме и тоа и за денеска ги спремавме за секој дете по еден календар со нивната слика. Дружењето од големо значење за лицата со хендикеп. На овој начин, општеството докажува дека овие лица не се маргинализирани. За нив представува посебно доживување, бидејќи на еден начин и они покажат, сакат да покажат што можат да направат и дали тоа што се очекува од нив го исполнат. И ги исполнува многу и стварно се радосни за се ова што се работи со нив. И многу ми е убаво, мислам, мене и на моите другари, знае се, многу ни е убаво тука. Секојаш си цртаме, секојаш правиме разни работи, имаме направено бубамари, имаме направено пеперутки и многу други работи. Пензионерите најавија дека ова нема да биде и последна средба. За наредниот месец се предвидени нови дружења со нови содржини. Тутунопроизводителите во Штипско може да започнат со пријавување на површините за производство на тутун за оваа реколта. Со себе треба да понесат лични документи и имотен лист за да може да добијат евидентни листови, информираат надлежните од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. И во продолжение Аграр, над 1 милион евра годишно земјоделски субвенции исплатени на производителите во Проби Штипско. Околу 2 милиона се слеа на нивните сметки по основ на кофинансирање на инвестиции од програмата за рурален развој за период од 7 години.
Над 1 милион евра годишно финансиска поддршка од државата за земјоделците во Проби Штипско. Исплатените субвенции најмногу се за мерките во растителното производство, велат од подрачната единица на Министерството за земјоделство. Повеќе од 1 милион евра, значи некаде на годишно ниво влеваат во нашата општина, по однос да се работи и за растително производство, и за сточарско производство, и оние органско производство и сите останати мерки кои што се предвидени со самата програма. Двојно повеќе средства легнале на сметките на земјоделците за реализирани инвестиции од програмата за рурален развој. Инкасирале околу 2 милиони евра повратни средства за модернизација на земјоделските стопанства и набавка на нова механизација. Во изминатите 7-8 години има повеќе од 2 милиона евра влезени во нашата општина по однос на модернизација, на набавка на механизација, на приклучна механизација, набавка на градба на штали, опрема за молзење и други работи кои што се како приклучи по однос на земјоделските стопанства и се надеваме на неделја че како секоја година се зголемуваат средствата по однос на овие мерки, така ќе имаме зголемување на самото земјоделско производство. Во Проби Штипско се наводнуваат околу 3500 хектари со земјоделски култури. Реализацијата на втората и третата фаза од проектот Злетовица ќе овозможи поголем развој на земјоделството, посебно на градинарството. Промовирана монографијата за Методија Шаторов Шарло од доктор Сонја Николова. До 90-тите години овој револуционер представувал табу тема помеѓу историчарите, но испливувањето на фактите покажале искривување на историјата. Монографијата содржи документи кои се архивирани не само во македонските архиви, туку и во српските и бугарските. Над 400 страници и околу 800 фусноти содржи новата монографија за Методија Шаторов Шарло, помеѓу чеканоти на ковалната од доктор Сонја Николова. Шарло е еден од најоспоруваните револуционерни личности. Тоа е револуционер кој се борел за создавање на самостојна Македонија, а половина век бил покриен со превезот на предавник на сопствениот народ. Човек од исклучителна важност, исклучително револуционерна фигура, која што имала респективно место не само во Југословенската комунистичка партија, бил член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, бил член на Централниот комитет на Бугарската работничка партија, меѓутоа бил еден од личностите кои што ја уживал довербата на Коминтерната, односно на највисоките луѓе и раководители во Коминтерната. До 90-тите години Шарло представувал табу тема помеѓу историчарите. Бил маргинализиран, но со испливувањето на фактите се покажало искривување на историјата. По својата класна идеологија бил комунист, но по својата лична и емотивна определба национал-револуционер. Тој од поранешните власти и уште во текот на 1941 година беше окарактеризиран како човек неподобен во релацијата меѓу македонското раководство, значи на Комунистичката партија со, да речам, со Комунистичката партија на Југославија, односно со Јосип Брз Тито. Тоа беше една од причините тоа што тој стана личност и за маргинализирана едноставно. За да ја објави оваа книга на Николова и биле потребни 5 години истражување по македонските, бугарските, но и српски архиви. Над 2000 книги на англиски јазик донираше Штипската универзитетска библиотека Гоце Делчев на основните и средните училишта, како и на филолошкиот факултет. Општина Штип во соработка со Универзитетска библиотека Гоце Делчев по повод 145 години од раѓањето на Гоце организираше акција донација на книги, тоа странска литература. Значи, библиотеката донираше литература во сите основни и средни училишта во општина Штип, како и во основното училиште во општина Карванци. Книгите се од различна содржина и жанр, содржи стручна литература од областа на комуникации, право, филозофија, односно литература и јазик, и секако најпопуларните бестселери кои што во моментот ќе се најдат на кабинетите по англиски јазик кои се наоѓаат во училиштата, а секако и на сите оние и професори и ученици кои сакаат да го збогатат својот фонд за англиски јазик. Со следниот материјал пред спортските актуалности ве водиме на градскиот пазар во Штип, а таму и денес имаше богата понуда на производи. Штипјани се пазарува кој како.
Од спортот една најава за љубителите на фудбалот. Утре во Штип ќе се одигра пријателски контролен надпревар помеѓу екипите на Кит Го од Пехчево и Вардар од Неготина. Надпреварот ќе се одигра на стадионот со вештачка трева во Бело Брдо со почеток во 13 часот и 30 минути. И на крајот да го проследиме само уште извештајот од денешната седница на Комисијата за спорт, 25-та седница на која беа 13 точки на дневниот ред. Вообичаено во печетниот период на новата календарска година се разгледуваат извештаите за работењето во текот на изминатата година. Така беше и на денешната седница на Комисијата за спорт, 25-та поред. Значи на денешната 25-та седница на Комисијата за спорт беа разгледувани и усвоени извештаите на средните и основните општински училишта во однос на нивните приходи и расходи од изнемувањето на спортските сали. Значи беа разгледани сите извештаи и сите беа едногласно усвоени. Беше симната од дневен ред точката за извештај на ФК Брегалница, бидејќи финансискиот дел се уште не им е завршен. Значи беше поради некој недоразбирање испратен само текстуален дел. Исто така беше разгледан извештајот на боречкиот клуб Балканец со новото раководство и извештај од претходното раководство за целата текот на 2016 година. И во однос на програмата за спорт беа доделени финански средства во износ од 10 милиони денари на фудбалскиот клуб Брегалница за завршување на тековната сезона. После каков ќе биде статусот, накнадно ќе се разгледува во однос на финансирањето. Исто така беа доделени 400.000 денари на боречкиот клуб Балканец и во таа одлука стоеше дека општината ќе учествува од програмата за спорт и во организирањето на спортските турнири што ќе организира боречкиот клуб Балканец. Беа доделени и 360.000 денари на ракометниот клуб Текстилец, со тоа што се донеси одлука сите клуби кои што примаат средства од страна на општината дадат извештај најдоцна до наредната седница за потрошените средства, како и тоа дека до наредната седница на Комисијата за спорт сите клуби кои плаќаат котизација за учество во тековните лига системи да достават и барања за покривање на тие котизации со соодветни фактури. Толку во овој дневник на Ирис телевизија. Ви благодариме за вниманието. Останете во продолжение со нашава програма. Имајте убава вечер и пријатен викенд. Само на Телекабел гледајте